Можен ли е голем правно-политички пресврат амнестијата на Иванов да важи? Оваа дилема се наметнува откако Уставниот суд со 6 гласа за и 3 против донесе одлука да се преиспита уставноста на актот со кој беше повлечена аболицијата на Иванов за 56 тогашни функционери. Министерката за правда Рената Десковска денес експресно побара собранието да даде автентично толкување на законот за помилување. Во рацете на собранието е еднаш за секогаш да го затвори ова прашање и да оневозможи оживување на незаконските помилувања на Иванов. Министерството за правда ќе поднесе иницијатива до владата да побара автентично толкување од собранието, но тоа секако уште денес може да го направат и претениците, кои покрај барање за автентично толкување може да бараат и итна седница на собранието за ова прашање. Што за ова ново настаната ситуација околу аболицијата мислат граѓаните? Не, никако амнестија. Оти се сгрешиле. Против законос. Како ја ти доам куќата да те тепам? Или да ти изврши убиство, тоа е покушај за убиство. И да го ослободиме, нема шанс. Само тие што тепаат не, оно другото што бранење државата. Уставо го бранеа. Од друга страна, некогашниот председател на Уставниот суд Трендафил Ивановски е со следниот став. Сите знаеме на што е последица сегашното реагирање на Уставниот суд. Иницијатива секој може да поднесе, меѓутоа за да се стави и да се даде легитимитет на таа иницијатива и уште повеќе да се поведе постапка, мислам дека тука се поаѓа од аспект да се заштити криминалот, да се заштитат криминалците и дека е во функција да нема одговорност за криминалот. Смета Ивановски. Преиспитувањето на уставноста на повлекувањето на амнестијата најавува долга и бурна дебата, но според министерката Десковска, доколку има волја, целата работа може да се заврши и за многу кратко. Ако има волја и има време, автентично толкување може да се донесе уште наредната недела. Ако денеска го поднесат претениците, владата во вторник ќе го даде своето мислење, а истата недела може да се донесе. Значи само ако има волја кај сите претенички групи кои што се представени во законодавно-правна комисија. Инаку одлуката за помилување беше донесена во април 2016 година од страна на тогашниот председател Ѓорѓе Иванов и таа се однесува на 56 обвинети функционери, главно за случувањата околу крававиот четврток.